Јас, како првенец на христијанско братство, Максимус, се чувствувам должен да ви објаснам што е христијанско братство и во кратки црти да ви одговорам на најчесто поставуваните прашања. Како прво, што е христијанско братство? Тоа е слободно и демократско збратимување на повеќе лица во еден круг наречен братство, кој во главно има апостолско делување и незините цели ги остварува преку незините браќа по вера, како слободни и одговорни лица кои делуваат само иницијативно. Христијанско братство не е партија, мафија, организација, друштво, масонска ложа. Христијанско братство е братство кое има верници, а не членови. Вратата на братството е отворена само за христијани кои веруваат во еден Господ и неговиот син Исус Христос и секој кој верува во Светото писмо Библија, секој кој се крсти и секој кој го слави Божик, Великден и сите христијански празници може да стане брат по вера и дел од христијанско братство. Второ, како се станува брат по вера? Во братството се влегува на доброволна основа и на еден и единствен начин, а тоа е положување на заклетва, кој се изведува на свето место, црква или манастир и пред сведоци. Заклетвата се дава еднаш и нема одрекнување и порекнување, и која се изведува само во недела на свето место кое го одредуваат браќата по вера. После дадена заклетва, законатиот брат станува брат по вера, со останатите браќа по вера и е должен да се придржува на заклетвата и 10 заповеди на христијанско братство. Заклетва може да дадат полнолетни лица од машки и од женски род. Христијанско братство е непрофитно збратимување и браќата по вера се збратимуваат без парична надокнада. И браќата по вера не сме по никој основ да ги стави личните интереси пред интересите на христијанско братство. Трето, која е целта и задачите? Свесни сме дека патувањето кон некоја цел, далеку милиони километри, почнува со еден чекор. Ние почнавме да чекориме. Може би споро, може би предпазливо, но знаеме сме сигурни дека тоа е единствениот и вистински пат. А нашето оружје е вистината, храброста и одлучноста. Нашата борба мора да е понатаму ненасилна и без омраза. Затоа што задачата на христијанско братство е таму каде што има омраза, да донесеме љубов, каде што има сомнеш, да донесеме вера, каде што има очај, да донесеме надеж, каде темнината царува, да донесеме светлина, каде има жалост, да донесеме радост. И не бараме да бидеме утешени, него ние да тешиме, ниту да бидеме сватени, ние вас да ве сватиме. Не толку да бидеме љубени, него ние да љубиме. Знаеме и свесни сме дека колку добро да направиме, ќе бидеме навредени, оговарани и прогонувани од зли усти. Ако, браќа наши, ние сепак ќе продолжиме да правиме добри дела и ќе ви опростиме на навредите и ние и Господ. Четврто, кои се браќата по вера? Јас искрено ви велам дека во христијанско братство нема мојчни, ни богати, ни од благородничко потекло, напротив. Во христијанско братство има сиромашни, но полни со дух, немојчни се и гладни, но богати со љубов и честно и чисто срце. Господ нив ги отвира само со една цел, да ги засрами мојчните, богатите, важните, затоа што може би нивно е царството земско, но царството небесно сигурно сум припаѓа на христијанско братство. Зар не сваќате дека вие сте Божиот храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го урива тој Божи храм, Бог него ќе го разруши. Бидејќи Божиот храм е свет, тој храм сте вие, христијаните, но само обединети, но не разединети. Некои мислат дека одењето во црква ќе ги направи христијани. Не, во заблуда сте. Тоа е исто колку што седење во гаража ќе ме направи автомобил. Целта на религијата не се состои во изградба на цркви и храмови, да се молиме внатре, а само што ќе го напуштиме светиот храм, свесно да грешиме. Целта е во негување на позитивни човечки особини како што се толеранција, великодушност, верба во Господ, љубов, трпение и така натаму. Не ви го кажувам ова за да ве посрамам, туку да ве посоветувам како мои драги браќа. И многу е важно да не го заборавиме минатото, затоа што оние кои не се сеќаваат на минатото, судено им е од Бога да им се понови.
Затоа што смислата на животот не е во тоа да живееме вечно, него да направиме нешто што ќе живее вечно. Браќа мои, ајде размислете. Исус немал слуги, но сепак го викале Господар. Тој немал диплома, а сепак го викале учител. Тој немал лекари, а сепак го викале лекар. Немал ни војска, а сепак кралеви се плашеле од него. Тој не освојувал воени битки, а го освоил светот. Тој не направил ни едно зло дело во светот, а сепак го распнале. Тој бил закопан во гробот, а тој и денес живее. И на крај, веројатно на моменти виделував слаб, исплашен, растреперен и нервозен. Но ова што ви го зборував не се состоеше од мудро составени говори за да ме убедат. Постапив така за да се здобиете со вера втемелена на Божја сила, а не на човечка мудрост. Но сепак мора да потенцирам дека никогаш, ама баш никогаш нема да дозволиме наш брат по вера да биде физички или било како малтретиран. Ама баш никогаш и од никого. Затоа што христијанско братство ги застапува и заштитува интересите на браќата по вера. Се грижи за угледот и дисциплината, за почитување на етички, правни, морални принципи и честност. Ја потикнува соработката помеѓу себе и се грижи за правната, социјалната и друга вид заштита на своите браќа по вера. Нашите методи на действување мора да бидат чисти како и целта по која целиме. Треба меѓу нас, за да не дојде до раздор на црквата и верата. Не се карајте помеѓу себе и не обвинувајте го Господ, затоа што никој не може да ве направи инфериорни, слаби и безпомошни без вие да се согласите. Браќа мои, мојата порака до сите вас е: додека стојам на моите нозе, ќе се борам за вас. Додека дишам, ќе ве бранам од сите и додека живеам, ќе живеам со љубовта кон вас. Господ нека ве чува од зло и Господ нека ја чува Македонија. Амин.